Сметам дека е многу важно секој актер да си го чува детето во себе, затоа што тоа е едно оганче кое што ќе те разбуди кога ќе подзаспиеш и тоа оганче не смее да биде ставено во рамки никогаш. Здраво, јас сум Нина Илзесар, имам 23 години и по професија сум актерка. Дојдов во допир со уметностите поради тоа што имав проблем со пелтечење, имав проблем во говорот и одев на логопед, меѓу другото почев да одам и на часови по глума за да можам некако да се опуштам во говорот и така всушност јас некако си го започнав патот. Колку сме, толку сме, толку сме. Такви сме, какви што бевме. И кога пете века ќе ги собереш, ќе не собереш. Првото нешто на кое што имам работено откако се запишав на ФДУ беше мојата улога во спотот Виулица или Сомнежи на Фанк Шуи. Јас направи анализа на последна Наталија. 29 години. Можам да ја издвојам. Иднината е приватна, која што се играше онлайн, таа беше во режија на Милош Андоновски. Тоа ми е всушност, да речеме, прва професионална представа. Тоа не се случува многу често, така веднаш да почнат глумците да играат во представи. Јас некако си го најдов патот преку независната сцена. Немам некои особени надежи за некакво вработување во театар, затоа што сум среќна со местото на кое што сум, моментално. И тоа е независната сцена, но понатаму во животот не знам каде ќе ме однесе тоа. Многу ми е драго што имам шанса да играм во мюзикл, затоа што јас меѓу другото и пеам и свирам пијано. Мојата порака до младите е да бидат самокритични, но не многу самокритични, затоа што тоа некогаш може да биде лошо. Да се умерено самокритични, но и да се многу храбри и да се борат и да се радуваат на секое едно нешто на кое што работат. Мојата порака до институциите е да имаат поголемо учество во финансирање на независни проекти и да има се почесто конкурси на кои што ќе можат младите актери да се пријават и секој да си ја добие својата шанса.